Потесен асфалтиран пат полека се упатуваме кон селото Трстеник, оддалечено на 2 километри од регионалниот пат Градско Прилеп. Гледката од разеленетите насади со праски ме тера да се посетам на минатогодишниот род кој со мака произведен имаше тежок пласман. Дали овогодишниот род кој со љубов се негува, ќе ги покрие направените трошкови и ќе остане нешто и за трошење, ќе покаже времето. Селото Трстеник лежи на равнина од десната страна на реката Црна. Убаво село со нови градби и решени комунални проблеми. Па видите, селото наше се наоѓа од левата страна на патот Градско Прилеп. Оддалечено е некаден до тој пат 1700 метра. Селото се наоѓа во една добра местоположба со доста добри инфраструктурни решенија. Снабдено е со вода која доаѓа од Лукар. Имаме канализациона мрежа. Во селото работи четворогодишно училиште во составот на основното училиште Пере Тошев Росоман. Работна единица во составот на Ангрокомбинатот Тиквеш. Местното население претежно се занимава со земјоделие, претежно со лозарство и праски овоштарство. Градинарските култури се во помала мера застапени, тутунарството исто така во однос на ланската година е во многу мала мера застапен, бидејќи ланските цени откупни беа многу ниски. Друго, селото брои негде околу 350 жители, живеат во 70 домаќинства. Местното население претежно покрај тоа што ги има решено сите инфраструктурни проблеми, единствено недостига медицинскиот персонал во селото, кој е долго очекуван, бидејќи изнемоштените селани, претежно старците, не можат да патуваат секојдневно за една инекција до Росоман и да се враќаат назад, па затоа во понатамошните напори наши ќе биде да обезбедиме и оваа работа, па целосно да бидат застапени сите потребни работи за нашиот селанец. Дали селото Трстеник располага со објект кој би можел да се пренамени за една здравствена амбуланта? Во секој момент веднаш ќе испаднеме во сусрет, бидејќи школската зграда која е опремена со повеќе просторија, а на училиштето, тоест за изведување на наставата е потребна само една училница, така да имаме не само една, туку и повеќе простории за ова намена кој веднаш ќе ги ставиме во нивна служба. Дали разговарано со медицинскиот центар во Кавадаци да ете конечно се реши тој проблем? Во повеќе наврати е правен тој разговор за да се обезбеди една оваква институција, но поради малиот број на местното население, тие не сакаат или не можат или не им одговара да пуштат медицинска сестра во нашето село. Се поставува често прашањето миграција село-град. Колку е таа миграција застапена овде во Трстеник? Во поранешните генерации таа миграција беше фатална за село Трстеник. Во последно време таа е запрена и сега целокупниот млад свет останува во селото. Останувајќи во селото, немајќи кај да одат во градовите и со помалиот број на услови за живење во нашето село, младите луѓе од година во година остануваат неженети и се зголемува бројот на неженетите млади луѓе кои се намалува и бројот така и на деца во училиштето и ред други проблеми со овој проблем. Не е така редов случајот во останатите села, оние кои од поодамнешните години заминале, да се враќаат на своите родни огништа. Како е ситуацијата во Трстеник? Кај нас е доста таа ситуација интересна. Луѓето кои заминаа пред 10 години, сега изразуваат голема желба да се вратат во нашето село, да направат викендичка, своја куќа, да го поминат својот живот во село Трстеник, но сепак не да живеат во целост, туку само да доаѓаат на викенд и да се враќаат повторно во градот каде што и работат, бидејќи работата е една главна екзистенциона работа и без неа се не може. Да се навратиме малку и на организацијата на културно-забавниот живот во Трстеник. Во нашето село долги години екзистира и функционира фудбалскиот клуб Единство од село Трстеник. Тој се надпреварува во општинската фудбалска лига успешно. Ние како совет на местната заедница
и помагаме фудбалерите со превоз и другите потребни работи кои се неопходни за да се одвива едно првенство, опрема и други работи. И друго, што се однесува до забавниот живот на младите во нашето село, е малку поинако. Тие својата забава ја реализираат во околните села, поточно во село Росоман, бидејќи таму е поголемо селото и има поголем број на забавни катчиња кои и задоволуваат нивните интереси. Вие сте председател на Советот на местната заедница, а воедно сте и директор на осмогодишното училиште Пере Тошев од Росоман. По ваша иницијатива е спроведена и акцијата за превоз на учениците од околните села. Па видите вака, тоа ми беше мене и една главна преокупација кога почнав да размислувам за да се кандидирам за директор. Сакав да му помогнам на нашите дечиња од околните села, од моето село, бидејќи јас самиот се мачев патувајќи пешки до село Росоман, па така тоа ми беше една давнешна желба да му овозможам на нашите ученици да не патуваат по мраз, снег до главниот пат, па тоа ми стана и реално сега. Трстеник важи едно од селата кое што никогаш не се пожалило за немање на вода за пиење. Вода добивате од Лукар? Вода добиваме од Лукар. Она што ја рековте констатација дека ние никогаш не се пожалуваме е поради тоа што го имаме овај објект тука каде што се навоѓаме. Овој базен собира негде околу 30 тона вода и таа вода ја користиме негде околу 24 часа, па така за време на редукција на вода, додека вода нема, фактички ние имаме резерва на вода и водата ја пиеме. Додека се истроши овој резервоар, потоа повторно доаѓа вода и така ние имаме стално вода. Водата ја користиме исклучиво за домаќински потреби и за пиење, бидејќи селото е снабдено со технолошка вода за поливање на градинчињата, тоа за бавчите околу куќите. До сега ви се нема случајно да немате вода? Па ни еден минут. Ова е навистина за пофалба. За среќа тоа е така, бидејќи селото ете така во 65-тите години направило резервоар кој се полнел од базен, од бунарот кој се навоѓа долу покрај реката, се полнел базентот, а од тука по слободен пат се снабдувало вода со вода целото село. Во Трстеник работи и 4-годишното училиште кое потпаѓа под основното училиште Пере Тошев од Росоман. Да се работи во вакво училиште некогаш е задоволство, некогаш представува и проблеми. Наставничката Надица Вежакова. Па добро, се сложувам со вас. Меѓутоа, повеќе ми представува задоволство затоа што скоро сум вработена и без разлика какви се условите на работа во ова комбинирано одделение, работам со задоволство. А колку деца имате во ова училиште? Во ова училиште има 12 деца, од кои 3 се во прво одделение, 2 се во второ одделение, 4 во трето и 3 во четврто одделение. Значи се работи за комбинирана паралелка од 4 одделенија. Имате, гледам, едно забавач. Да, повремено доаѓа, детето се интересира. Условите за работа се такви какви што се. Што би требало да се додади, што би требало да се направи ова училиште на вистина да заживее и конечно ете да почнат да работат и посебни паралелки? Па видите, морам да потенцирам дека имам недостаток од нагледни средства. Инаку за да заживеат одделенијата, односно училиштата во селата, потребно да се зголеми бројот на децата, односно да нема миграција село-град. Гледам дека веќе се стагнира со таа миграција. Децата, односно родителите нивни не се заинтересирани за преселби во градот и јас се надам дека понатаму ќе заживеат овие училишта во селата. Ви рековте дека сте скоро вработени, ова ви е всушност и прво вработување? Да, ова ми е прво вработување. Прво вработување и работа со комбинирана паралелка. Дали е тешко да се работи со деца од прво до четврто одделение? Па видите, да се работи со деца од прво до четврто одделение е навистина задоволство. Меѓутоа, од почетокот, кога дојдов во оваа паралелка, да се работи со 4 одделенија наеднаш ми беше незамисливо. Меѓутоа, со текот на времето,
не ми представуваше така голема тешкотија, затоа што кога се работи со задоволство, со љубов кон децата, ништо не е тешко. Не представува тешкотија никаква. Јас се викам Радче Здраве и учам во основното училиште Пере Тошев. Дали знаеш да ни кажеш некоја стихотворба? Да. Татковина, колку звезди на небото, средна ноќта светат, колку цвеќе во градина во пролета светат, колку зраци сончко праќа во насмевка своја, толку многу јас те сакам, татковино моја. Здраво, јас се викам Јованова Олгица, учам во основното училиште Пере Тошев и сум четврто одделение од Трстеник. Сега јас ќе ви се представам со една свикотворба која се вика Љубов кон природата. Љубов кон природата. Те сакам, ти ми влеваш сила, мајко наша драга, природо мила. Ти воздух ни даваш, ти штедро не храниш, во твоите поли на излет не храниш. И сонце да грее, и ветер да дува, секој човек треба тебе да те чува. Те чувам, ко очите свој, убавица наша во различни бои. Здраво, јас сум Ајтов Јован, учам во основното училиште Пере Тошев и сум четврто одделение. Сега ќе ви се представам со една стихотворба која се вика Дете и врапче. Зошто врапчо секој ден, ти си толку изморен, имаш многу тажен лик, не си веќе веселник. Глад ме моли, дете мал, знај за тебе ми е страв. Јас се викам Трајков Коле, учам во основното училиште Пере Тошев и сум второ одделение. Ќе те представам со песната Поштар. И да врне и да вее и бура да коси, тоа за мене ништо не е, поштар носи, капа има и на неа. Пише те и на ваши врати поти вика, пошта отворете телеграми, брзи писма. Во ночамта имам препораки и пакети, но сам давам примам. Јас се викам Стојано Владко, учам во училиште Пере Тошев. И кој одделение се? Второ одделение. Која песничка ќе ни ја кажеш? Што треба да има во зима? Што треба да има во зима? Како прво во зима? Снег треба да има, бели улици и иви улици, снежни топки, лизгавици, брзи санки И лапавици. или лапавици. Јас се викам Александар Недев и учам во основното училиште Пере Тошев и сум трето одделение. Сега ќе ви се представам со песничката Книго моја. Книго моја, сладкозборна сестро моја, сакана, колку си ми умотворна, колку добро љубена. На училиште и дома со мене си мила, како растам ја сонам за твоите бели крила. И со колку храбри луѓе ме запозна книго ти, со тебе не кања туѓи простори, не мама двашир. Затоа јас те сакам како сестра, како мајка, другарка си мила, рака на љубава бајка. Јас се викам Спасов Горан, учам во основното училиште Пере Тошев и сум трето одделение. Сега ќе се представам со песната за Гоце војводата. Работници по полиња што жнееле, што коселе во срцата ги носеле, аргатинки почилили што жнееле, дробни солди што лееле, овчари по полиња што коселе, во срцата го носеле. За време на Првата светска војна Трстеник е во целост разрушено, а од 1922 година повторно обновено со колонисти. Еден од најстарите жители во селото Трстеник е Чичко Џерасим Костов. Чичко Џерасим, како си живеело некојаш
Какво беше кога ви бевте млади во Трстеник? Слушай, да се вратим малку по-одамна. Трстеник, село, тада ми било беговски чифлик. Тоа негде е било до 12 година, кога веќе турците напуштиле. После Балканска војна, почнува Втората светска војна, до 18 година некаде, и селото, то ги не знам како живееле некој, дали од Кавадарци ишле чифчии да работат, али негде 21-22 година бившата Југославија, најбившата да речеме, објавува колонизација од Босна, од околината на Пирот, Врање. Тука ги оземљуваат човеците и туа има веќе неколку фамилии од Босна, Ромичи, Роквичи, Штрпци, Срдичи, од Пирот, Јовановичи, од Врање, од околината на Предејане тука, идат врањанци, ги викаме Петровичи. Тоа трае негде се до 41 година. 41 година со идењето на бугарите тука, со протежањето на бившата Југославија, они бугарите ги истеруват од тука. Истеруват дел од нив, само тие што се од делот Босна до дека Врање, Пирот, остануваат тука и да ги отараат негде. Исто бугарската власт била под течението на река Нишава. Тие останаа 7-8 куќи. Потоа се населуваат од страв од околината на Дебар, од Лазаропола претежно, Лазарполс тука. И ние тој горе омрзен, немаме екзистенција нова. Даваа земја под наем, слегнаме тука да живееме 42 година. Тоа така потраја негде до 46 година. 46 година се враќаат повторно вија што беа претерани србите, претежно босански срби. Се враќаат, али не за да го бенисаа некој животот. Едно лето и па добија колонизација за Војводина. Во Војводина дел од нив отидоа во околината на Кикинда, Мокрин, дел Срвенка, Убачка и Бачко Добро поле. Тоа скоро не останаа од нив. После и вие што беа од Врање се вратија. Од касно од доа нема да доа таму земја. Како се живееше во тоа време? Па слушај, добро се живееше ако се мисли на однос човек со човека. Мада беме од полски националности, значи и македонци и срби, убаво живееме. Дури поубаво од сега. Сега понема живејачка еден со друг. 46 година кога они заминаа, кога се колонизираа за Војводина, требеше да ствара задруга. Иницијатива пројавија од село Клиново од Звора. 7-8 куќи, тој дојдоа и ја створиме задругата, тоа што е единство. И покрај тоа што во селото не постои младинска организација, младите сепак не помислуваат да се иселуваат од Трстеник, а самите изнаоѓаат начини за забава. Од Трстеник не постои младинска организација, ама би младите пак не жаваме, мислам, вака интерес со живот има, спортуваме доста, фудбал играеме, кошарка секоја вечер, тоа не е главна цел. И одиме повеќе на работа, мислам, се занимаваме со работа, сите име праски, кои што Не е така мал бројот на оние фудбалери од Трстеник кои, се обиделе, заиграле во Тикреше и во некои други клубови. А кој работи со спортскиот клуб?
Од Трстеник, мислам, само фудбалерите се организираме и имаме местна заедница за одна стоја. Не финансира, мислам, за патување, друго ништо не бараме, а има од Трстеник доста фудбалери, може да се пофалиме од општо во цела општина. Има 4-5 деца за тиква, што игра фудбал, сега откажа, у селото пак се врати. Може да се пофалим дека сме најдобри најдобар клуб има во село Трстеник вака во општинска лига. Може и пошироко да има финанси, може да играеме и у повисок ранг да се надпревариме за фудбал. Постои една констатација дека бројот на младите во Трстеник не е мал, но ги има многу и оние кои што не се уште женети. Каде е причината? Каде? Од Трстеник има стварно, мислам, што не се женети. Не знам каде е причината, не можам да го одговорам на тоа прашање. А има и доста женети, например, може да се пофалим спрема други се села, кај нас нема толку ергени спрема населението, спрема жителите. Има нешто, ама не знам каде, но може да најдем причината. Освен спортот, со што друго младите во Трстеник се занимаваат? Каде се собираат, како го поминуваат времето? Навечер имаме тука ресторан, кафене, одиме на тука, мислам, до 9-10 сатот. Преку викенд тојме у Кавадарци, Росман претежно. И така, преку ден, кој има слободно време, оде по риби, пеца риби, ректа ни е близко и лежаваме крај со крај пак. Трстеник е можеби единствено село во Тиквешијата кое нема своја црква, вела жителите. Единствено своето свето место е манастирчето Свети Петка, кое датира уште од 7 век и кое со посебен напор на Велика, попозната како Тетка Велика, на која на сон ни дошло да го возобнови овој свет објект. Манастирот се наоѓа во подножјето на Трстеничките стени, од кои се гледа прекрасна панорама на селото и целокупната долина на реката Црна. А за овој манастир постои и легенда за светата петочна вода, која лекувала слепи, лекувала болни. Изворот на оваа вода е некаде во длабочината на Карпите, а кладенчето и колку да се празни, водата постојано во него има исто ниво. Ами го отварам манастирот, значи празник Велик ден Божи, празник недела, петок, идат човеци у петок го отвараја, значи сакат да си отклучат и ќе дојдат сони, ќе дојдат. Ќе му кажам што треба да го завртат манастир, ќе си отклучат. Кои се за деца, кои се за женење, кои се болни, значи има секакви човеци, значи идат на манастирот. Велики, вие ми кажавте една интересна приказка, така да наречеме, околу тоа што почнавте да се занимавате со чување и огледување на овој манастир. Оно ми е мене по сон сонето. Ја по сон тргна на вија манастир. Многу болна бе понапред. Еве дете му нека кажу, многу болна бе. И од која ми се сони има 10 години. Повичко има од која ми е сонет манастирот. И јас се плашев и од домаќинот, од децата. Се ви дојдоме со домаќинот една штука. Си донесоме дар, тоа што си донесоме беше пърно дареви. Односно од некој пат пърно куп дареви. Дели бовчи, метли, кој како му се сонувал, така и дел. И си носеле, знаеш. Ама ја отка ми се сони, повеќе се крие од човеците, знаеш, и од дома, и ќе ме карајат. Децата ќе ме караат, домаќинот ќе ме кара. Ама едно време почнаа домаќинот да му даваат знак, му се искриви муцката, му се вана цела страна. Пазо тие данови јас за 3 дена, значи на сон ми дојде насип, но најдоаман. И се испусти човекот. Една година, 2 повеќе работеше човек. И ми онава децата да ти кажем, и ќе ви доа на не ме карави ќе пост. Ме пуштија, знаеш, иди си. Дори и они, и домаќинот додека можеше, и они идеш тука. И они помагаа, и селаните ми помагаа. Ми се сонија со икона во раци ми да доа насон, села прошета. Манастирот го прошетат, Трстеник го прошетат 2-3 пати. Сирково, Камен дол.
Дебришча и Возарт ги прошета. Ба јади собра пари, викна мајстори од Возарт. Се направи манастир. Се направи кој како му се сунувени до луштери. Си донесоа човеците за дечиња. Немали дечиња му даде Господ си проима. И ми се сонили свиците и направи. Се што може помалки, поред си оде, струја се пушти, вода од лукар си донесу. И човеците, и селото доста ми помогна. Кога е слава на манастирот? На 8 август, ама сега и на Елена Костадин идат човеци. Ма помалко, тоги поп не викаме сега на трети. Тоа идат околу 16 народ, како и некои од селото идат. И на Света Петка и на Мала Богородица. Еваа година имаме, значи убаво имаме и на Мала Богородица и курбан си колиме. Тоа и на Света Петка убаво, летоска, секоја година убаво си ондуиме, оваа година повеќе беше. Че многу народ имаше, дури и теле се донесе до Чистазак. Неодминливо во оваа репортажа за Трстеник би било кога не би се разговарало и со оние кои се на своите работни места, поточно во нивите на Праскарникот. Моментно разговараме со кого? Разговарате со Блажен Умов од Трстеник. Блаже, со колкав насад располагате поточно на оваа нива со праски? На оваа нива овде има околу 200 дрва или во декари 3 декара во површина. Која операција моментно се обавува? Во моментот се обавува една од најважните операции во овоштарството, тоа е проредување, односно туркање на вишокот на род на земјата. Затоа што сиот род, а дрвото не може да го издрже и плодови ќе останат помалечки доколку не се изврши оваа операција. Ова е неминовна операција која се врши на самиот почеток при формирањето на плодот и праските. Да, по формирањето на праските се пристапува со проредување. Од оваа операција најмногу зависи квалитетот што ќе се изнесе на пазарот до купувачите плодот. Ви рековте дека овој праскарник е некаде на околу 3 декари. Дали може, да речеме, со оваква површина комотно едно семејство да обстојува? Тоа малку тешко и деликатно прашање. Негативен одговор. Зошто? Тоа пазарот го диктира. Во последно време и доста се изнасадија праските во Тиквешијата, поготово во Црноречието. И нема пласман и цените се доста ниски, али ние сме тука и мора да го работиме тоа, пошто друго не ни останува. Главно занимање на жителите од Трстеник е земјоделието, лозарството, овоштарството, а вкусот на праските произведени од плантажите на праски во Трстеник е на далеку познат. Од земјоделие може убаво да се живее, потврдува Чичко Илија, кој целиот свој век го поминал како земјоделец. Виде, јас од 50 година до 53 година у колективите. Од 53 година се расувија колективите и приватен. Војска замина, од војска се врати 56 година и приватен до ден денеска. Со што сте се занимавате? Со се што постои од земеделие. Од се по нешто да произведеш да земеш. Земеделец тако треба да биде. Ако се определиш на една реколта, пари нема. Мора да садиш и праски, и гројзе, и пипер, и бостан. Јас се тоа го работам. И јабаки, се си производиш од тебе, на земеделие. Од земеделие успеавте да направите куќа, да изгледате деца, да ишколувате деца? Успеа од тоа и до 90 година јас многу бе благодарен земеделието. Од 90 година навеќе гледам земеделието, многу тоне, пропаѓа.
синот ме заступува, ево го, ама работе джабе работе. Не може да збере пари. Јас 73 година бе у можност трактор да купам, комбе да земам и сета опрема да земам машинска што треба. А сега не можеш да земиш еден трактор. Со кои се култури досега се имате занимавани? Па веќином сега моментално со лозјарство и со праски. А порано, као што рече Ѓарасим, преди тоа се еме памук, се еме слануток и така и житарица па се еме, тие реколти и се еме. А сега ми се определиме на лозјарство. Лозјарство и праски. А колку декари со праски имате? Декари со праски 15 декари имаме и лојзе околу 30 декари, 45 декари. Го напуштаме селото Трстеник, побогати со уште едно искуство, како со собствени напори животот може да се направи поубав, побогати со сознанието дека миграцијата село-град овде е мината појава.